Почитувани гледачи на спортска мрежа Ново издание. Разговарам со Лолита Арсова, директорката на спортскиот рекреативен центар 25 мај. Поводот за оваа емисија е реконструкцијата на самата спортска сала која што веќе е пуштена во официјална функција, а тоа е реконструкцијата на трибините и на подот. Ќе имате можност и во самиот разговор со нејзи да најаваме на информација која што е како важна, а кога е во прашање спортскиот рекреативен центар 25 мај и оној голем спортски настан кој што ќе се случува во Радовиш. Затоа останете до крај да ја проследите оваа емисија и да видиме што директорката има да каже кога е во прашање оваа спортска убавица и што друго дополнително ќе се врши како реконструкција, што всушност ќе добие овој спортски храм во иднина. Поводот за оваа емисија која што нели ја најавивме претходно пред некаде ми се чини 3-4 месеци кога започна реконструкцијата, веќе истата е готова, ете може да видите во тој дел, а потоа имате можност целата сала да видите како сега изгледа. Се заврши реконструкцијата на подот и трибините. За каков вид на проект се збори, колку ете целата таа инвестиција чинеше? Како прво би сакала, Александар, да ви се заблагодарам на спортска мрежа за секој сте расположени да ни ја дадете поддршката и да дојдете во Радовиш и да не препознаете како Радовиш е спортски град и на спортисти и овој спортски храм. Вие сте били како дете овде и каков е бил и сте растеле и каков е до кој степен е сега донесен. И голема благодарност до вас и да ве преправам, сепак ние интервјуто го правевме пред да започне реконструкцијата, само најавивме во делот. И сега во делот на реконструкцијата, благодарение на Министерството за спорт, министер Борко Рестовски и владата, исто како што во претходно интервју и премиерот Христијан Мицковски, на влада се прво изгласа, па потоа минеш во Министерство за спорт, општина Радовиш, градоначалник Ацо Ристов, заедно со нашата пратеничка Моника Тријанова реагира, поднесовме документација, проектна документација само за подот и за трибините, според европски стандарди, сите европски стандарди се запазени и така дојде до набргу го прифатија тоа. Министерството, министерот беше расположен и тие објавија јавна набавка, фирма го зеде и у најкраток рок најможе требаше да биде по околу неколку месеци, не знам точно колку, но за 40 дена се заврши. Значи сега имаме комплетен нов под и трибини. Тоа спомна и градоначалникот, а и вие спомнавте дека ќе има некои други реконструкции во самата спортска сала. Што друго ќе се поправи, што друго ќе може да се подобри во самата сала? Па вака, покрај подот што беше и трибините и новите столчиња, и сепак благодарение пак до министерот Борко Ристовски и изведувачот Битем ни оставија плюс 81 столове за резерва да ги имаме во иднина, сепак тоа е дотреувачки да бидат заменени и апел до граѓаните нешто што на Радовиш и сите што ќе доаѓаат во спортска сала, тоа е нешто што е ставено од граѓаните, од парите од граѓаните и не треба да се уништува, треба да си го чуваме и да си го задржиме што повеќе и повеќе години да ни трае и да имаме што повеќе спортски настани. Се извели бојади со цела сала затоа што беше во многу бои. Се отвори просторот, плюс се поставија лед светелки странични. И на влезот исто така се поставија. Сега ќе оди јавна набавка за лепење плочки во трите собликувални, дел од реконструкцијата и самото лице на самата сала ќе биде бојадисано во сиво-бела боја. Значи веќе имаме јас би рекол спортска убавица која што града нели во пранешна Југославија ќе добие оној вистински лик како што треба всушност да изгледа за еден ваков спортски храм и се чини дека еден од поголемите од ваков капацитет. Се уште мислам дека има многу, затоа што го огромен и беше запоставен, имаме многу работа во овој објект, но сепак се надевам дека со помош на општината и на владата и на министерството ќе ја имаме и советниците, тука најголемата поддршка морам да спомнеме мнозинство советници што цело време ја даваат максималната поддршка и градоначалникот, пратеничка,
Во дело на општински одел. Тука исто ќе се прави една техничка документација прво за енергетска ефикасност за Така. салава, да бидат заменени дали ќе оде во фази или ќе етапно или целата документација ќе биде со енергетска ефикасност. Мене прво ми представува предност и предимство да имам да бидат заменени прозорците, така да се намали Така, да не се губи самата да не се топлина, губи така. самата топлина, салата е голем капацитет и Така. секако би се губила. Потоа се стави фасада, енергетска ефикасност, утајдела исто и прозорците и да почнеме веќе да размислуваме за затоплување од типот на фотоволтаици, топлотни пумпи и Така, значи станува збор за еден подолгорочен период. Едно од прашањето кој што беше поттикнато од претходно од гледачите, токму беше оно првото интервју кое го снимавме, беше токму нели затоплувањето. Значи веќе се размислува и се оди во таа насока да конечно веќе ова сала добие затоплување. Па тоа е долг процес и се размислува на тоа. Ќе потрае, не може градото Пајче за 2-3 години да се претвори во бел лебед, како што сите сакаме, но полека и многу се направи за овие 3 години и мислам дека во наредниот период ќе се работи на таа проблематика. Значи овде ќе застанеме со овој прв дел, ќе го најавиме тоа што практично ќе се случува во Радовиш, еден голем спортски настан, а потоа ќе имаме можност да погледнеме што и како има во салата и да го продолжиме тој втор дел од разговорот, каде што ете ќе имаме можност нешто повеќе околу самата сала и околу вашите идни проекти и практично направиме една компарација што било, што е затекнато, а што сега имаме. Па може да, секако. Исто сакам да најавам дека набавено звучение салата и сега во таа фаза сме да го способиме и старото звучение, што е со повеќе материјали и стара вредност, некој ќе каже олдтаймери, но сепак тие се највредните работи, некогаш таа технологија била добра и веќе работиме на тоа да се поврзат каблите на миксета, така да имаме одлично звучение како од звучници, миксета, па и од горниот дел. Ваква сала во овој дел во околните градови е единствена, од ваков капацитет и ние се покажавме од сите разговори како добри домаќини 2023 на купот и еден од предизвиците беше реконструкцијата и реновираната сала и другото е затоа што се покажавме како добри домаќини и затоа уште еднаш ќе ни биде чест и задоволство да бидеме домаќини пак на купот на одбојка на ниво на Република Македонија во почетокот на април месец, во најава ни е и се уште траат соработката и организациите во врска со тоа и ќе ни биде задоволство сите околни градови кои ќе учествуваат, еве Штип, УГД, Струмица, Велес, Скопје, да дојдат и ние домаќински добро да ги пречекаме, да уживаме во уметноста на одбојката уште еднаш во нашиот град. Може ли да очекуваме дека ќе има одново повеќе публика може во овој пат за разлика од претходниот куп кој што беше пред 2 години? Па да, и тогаш беше задоволителен бројот на публиката, но радовишани се расположени за ваков тип на спорт, беа изненадени прилично, затоа што сето тоа теч за прв пат беше во еден мал град, ваква сала спортски голем капацитет на ниво на Република Македонија. Одамна немаше снимано ни македонска телевизија, ниту некој ваков настан се имаше случајно, па сепак ќе ги повикаме сите граѓани, ќе дојдат, ќе уживаат уште еднаш во одбојката, во надпреварите, иако ние немаме екипа што се надпреварува, но сепак како град ќе се покажеме добри домаќини и добри сограѓани во овој дел. Ова втори дел од разговорот, ете имаат можност да видат гледачите како веќе изгледа тој под всушност, за каков вид на под стално збори, претпоставам дека е под кој што веќе можеби исполнели тие меѓународни стандарди.
Да, овој потез според дека е стандардите, беше извршено два слоја по два пати изолација, хидроизолација. Прво беше салата мерена со од Турција професионалци со апаратче дали има влага, па потоа се нанесе тај слој по два слоја хидроизолација, потоа се идеше со летви, па измеѓу нив требаше да биде 5 сантима стиродур, се стави 6 сантима дупол слој, па се ставеа летви даски од озгора, па потоа идеше паркетот 22,5. Значи имаме облужување тука и на самиот удар. Да, и тоа е при облажување на самиот пат, значи и за амортизација и самиот пат, и за повреди, и за се, тоа е многу веќе поефикасно од претходниот што беше бетон. Така. Што велат коментарите, како ете тие се задоволни пошто овде нели тренираат и веќе ги играат тие надпревари? Па тие се уште не може да се начудат дека веќе имаат професионален пот, затоа што со години го бараат и со години беа во Суперлига, дури кога добивавме концесија и повеќе пари општината имаше, ти играа со стари дрвени голови, ете сега имаме и нови голови, имаме и лед екран, каде може да промовираат и спонзорства, сега работиме на тоа и софтверски да биде и втор семафор. И мислам дека презадоволни се, уште останува со облекувалните да во делот на не през облекувалната во делот на каде се тушираат, да се постават плочки нови. Така. Значи веќе ќе бидат значително подобрени тие услови. Сега од друга страна она што треба да го спомнеме дека овде всушност функционираат повеќе клубови, не е само овде ракопото, значи овде покрај тие рекреативци кои што доаѓаат, имаме и пинг-понг, имаме нели тука и оние мајтај клубови кои што функционираат, теретана, алпинисти и така натаму, што друго би можело во салата да функционира и како всушност ќе може да се подобрат и условите кога во прашни и другите спортови. Па вака, мајтај е китбокс. Ти имаат посебна сала, имаат закупено посебен простор и напредуваат, имаат околу 50-60 дечиња и имаат професионални возрастни луѓе што сакаат да се надпреваруваат веќе во рингови. И дека зборувавме со претседателот Владко Петров, ми рече можно е да поставиме ринг. И јас му реков, ако има некое такво надпреварување или тренези, слободно можете и во салата да поставите, за да видат децата како професионално би изгледало пробно. Не мора да се донесе некое надпреварување, па потоа да биде подигнан тај ринг на ниво. Тој каже, ќе видиме како ќе се одвиваат работите. И баш ме радува за тој клуб. Исто така ние имаме и карате клуб. Има и девојчиња таму, понекогаш тие тренираат и долу, и околу салата трчат за кондиција, и многу рекреативци трчаат околу салата. Исто така и за футсал доаѓаат за рекреативно користат салата, и за одбојка рекреативно, и за ракомет рекреативно, за изнајмуваат термини. Друг клуб е Боричкиот клуб кој има посебна мала сала кој тие сами се одржуваат до сега. Сала доаѓа веднаш нели оне позаделни дел кај што е ледот, значи комплетно сала специјализирана само за борење. Да. Со душеци, со справи, се у склопу на борењето. У тој дел у спортот. Спомнавме дека ќе има нели уредување и веќе нели уреден тој дел надвор од салата, односно нели паркинг просторот и самиот двор на салата, јас би рекол, бидејќи претходно беше во некоја полошо издание. Сега гледаме дека е тука значително подобрено. Па се не е баш подобрено, сега ќе се потрудиме да партнерот уредување да се посаат повеќе цвеќиња, да заличи малку спектар на бои, зеленило, други бои, у тој дел ќе се работи за пролетниот дел, за да може и партнерот уредување да биде изгледот многу подобар. Така, што друго практично би можело да видиме во салата во следниот период? За каков вид на проекти размислувате? Спомнавме нели проект за затоплување, за енергетска ефикасност на самата сала, тоа се нели долгорочни проекти кои што ќе треба да ги решавате за она. Што е друго кон што целите или кој што вие како прав човек на институција, јас би рекол, сте во план да го реализирате или би сакали да го направите, или можеби по барање, не знам, на спортистите, на граѓаните на општина Радовиш кои што бараат нешто да се подобри во самата сала? Па најгорливото прашање е тоа затоплувањето и најголем опфат за прво беше подо, па сега заедно со подо и затоплувањето. Инаку морам да спомнам дека во коментарите гледав
кровот тече, со години капе и тоа е Така. санирано. Тоа беа закоравени и застарени прозорци горе кои се помина 2-3 пати со хидроизолациона гума. Значи крово е одличен, само требаше да се санира од тој дел. Значи, Затоа веќе што може да беше кажем дека- рагиосан во горниот дел. Така. Од другите страни од никаде не течи, затоа што имаме поставено фотоволтајци. И така. Она што ете уште еднаш ќе ги повикаме, нели, граѓаните да можат да дојдат таму на почетокот од месец април на купот Купот од одбојка, одбојка, тоа да. го спомнавме претходно. Значи, ете да ги повикаме почетокот на месец април, 3 дена овде ќе биде буквално спектакл. Дали можеби тоа ќе биде на причина да ете конечно и Радовиш да добие можеби клуб во одбојка. Па се Спомнавте дека доаѓа нели рекреативци, знам дека има Да, секции по да, школите за има по одбојка. школите. Има ли ете можност да Радовиш добие одбојкарски се клуб? уште не, финансиски сме многу слаби. Разговараме на таа тема, но додека немаме спонзор, општината не може толку клуба да поднесе. Знаете дека ракометниот клуб е акционерско друштво на самата општина Така. и се бориме со петни жили, сега и најавени како подпомагач спонзор. Знаете дека Тројал Детонит ни е спонзор исто така на Детонит Плачковица, Така, на покрај фудбалскиот општина, клуб. фудбалскиот клуб, и немаме ние многу фабрики и капацитети каде можеме, но сепак благодарност до фирмите кои имат мал настан или ваков го на ниво на Македонија, секојаш се спремни да учествуваат со минимални средства за да се раздвижи градот, да се дешава нешто во градот и да подпомогнат во организациите и во спорт. Спомнав нели купот ќе се одржува овде во одбојка, може ли да видиме некое друго надпребарување овде во Радовиш да дојде, освен тој одбојкарски клуб? Па вака, јас би сакала да дојде и купон на фудсал овде, затоа што теренот е одличен за фудсал Така. сега и ги исполнува сите стандарди. Еве еден апел до Федерацијата на доколку би сакале слободно, нашиот град е Така. гостопримлив, нашата сала е слободна, и ќе бидат добродојдени. И Така. во купот на ракомет сега ќе видиме дали машките или женските. Значи се размислува нешто. Се размислува, Ете, и да. Фудбалска федерација на Македонија, како што кажавте, нека размислува насока да го донесе футсалот овде, да се одржи тој куп, па да со оглед на фактот дека е сега пријатен амбиентот овде, како што реков, ќе биде одлично да проследиме уште некоја голема надпреварување, а со оглед на фактот дека има потенцијал и така како Радовиш за футсал екипа, можеби ќе биде поттик да конечно Радовиш добие екипа во футсал. Па конечно да, тоа не се големи пари за во инвестиција во футбол. Вие бевте и овде како спортска мрежа наши поддржувачи за шестоневрскиот турнир и видевте еден по повод празник, еден шестоневрски турнир, празник за очите, салата не може каде место да се застане, полно народ. Значи Радовиш ужива во случувањата во спортот, во настаните, како мало градче. Може би сме многу иселени, но колку сме, толку сме, секој сме присутни тука, па дури од странство тие не поддржуваат, преку социјалните мрежи кои се овде не посетуваат, и голема благодарност до сите.
Ете, имавте можност да видите како изгледа сега спортскиот рекреативен центар 25 мај после неговата реконструкција. Направивме на разговор со директорката Лолита Арсова, која што повеќе зборуваше околу самата реконструкција, како она што всушност друго ќе следува во иднина и кои се идните проекти и планови за подобрување на самите услови овде во спортскиот рекреативен центар 25 мај. Не забравяйте се претплатете на нашиот YouTube канал Спортска мрежа подкаст со цел и понатаму да ги следите на новите случувања од македонскиот спорт.